Јована, добро утро за гледачите на Македонија наутро. Токму така како што најавивте, од денеска со измените на Законот за безбедност во сообраќајот стапуваат на сила построги правила за сите учесници во сообраќајот. Казни ќе следат за пешаци кои преминуваат улица со телефон на уво, како и за возачите на тротинети, велосипеди и трактори кои користат електронски уреди додека управуваат со своите возила. Токму на оваа тема утрово во ова прво линковско вклучување разговараме со Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Дејан, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Што ќе значат новите измени во однос на Законот за безбедност на сообраќајот? Прве сакам да кажам, го рековте зборот и терминот построги, не треба да гледаме така. Овие измени имаат за цел да вратиме некои нормални навики кај граѓаните и учесниците во сообраќајот, бидејќи мора да се согласите дека сме сведоци на тоа дека некои лоши навики дојдоа до израз. Тоа е ова конкретно што го спомнавте и вие, е фатено во новите законски измени, носење слушалки, додека возите тротинет, велосипед, пешак кој се движи по коловоз, не ги слуша звуците, не може да има јасна перцепција на сообраќајот каде што се движи, а од друга страна и му паѓа концентрацијата. Овие измени и дополнувања имаат за цел да го унапредат, да ја унапредат безбедноста на сообраќајот и она што е клучно во сообраќајот, да бидеме концентрирани додека сме во сообраќајот, бидејќи носењето на слушалки практично ви прави затворен круг и вие не слушате што се случува околу вас. Вака со овие законски измени вие сте должни на некој начин, и не би рекол дека ќе бидете санкционирани. Не се работи дали ќе ве санкционира некој, туку да ви се укаже на сите, да ви се укаже дека треба да бидеме поодговорни. Значи, што представува кога преминувате улица, зборувам за пешаците, да не зборувате на телефон, да немате слушалки, можете да имате една слушалка, но никако не две, за да можете да слушате дали, иако е зелено, можеби некое возило ќе помине, можеби нема да може да запре, можеби се што да се случи. Од друга страна се однесува пред се на велосипедисти и оние лица што возат електрични тротинети, а кои сме сведоци дека кога се движат и имаат слушалки се буквално аутисти и не гледаат што се случува пред нив, и така се зголемува бројот на сообраќајни инциденти и сообраќајни несреќи. Овие измени имаат за цел тоа да ги вратиме навиките, да ја вратиме безбедноста во сообраќајот и да го побудиме онака и сите нас да бидеме концентрирани додека сме во сообраќајот. Пешаците кои ќе преминуваат улица да не бидат на телефон или да сурфаат дека поминуваат. Колкави улици имаме ние? 2 секунди е да ја преминеш улицата, па потоа зборувај на телефон или гледаш што си добил како порака или нешто што те интересира. Но никако не додека сте на коловоз. Тоа се однесува и на земјоделските машини и за сите оние учесници во сообраќајот кои треба да бидат концентрирани и да гледаат каде се движат. Инаку ќе потсетам, и порано во законот имаше законски обврски дека додека управувате со моторно возило, не смеете да зборувате на телефон. Ова е само, ми се чини, надградување на она веќе постоечкото, а тоа е, повторно ќе кажам, да бидеме концентрирани во сообраќајот, бидејќи секоја неконцентрираност во сообраќајот доведува до сообраќајни несреќи. Дејан, дел од граѓаните се жала дека предвидените глоби биле високи. Сметате ли дека со овие глоби ќе се подобри сообраќајната култура кај нас? Јас повторно ќе кажам, институцијата која јас се представам не се занимава со последиците, туку со отклонување на причините. Зошто да гледаме глоби? Што е важно дали е 40 или 80 евра? Важно е да вие самите знаете заради вашата безбедност дека не треба да ризикувате додека сте во сообраќај. Конкретно да зборувате на телефон или да сурфате или додека возите велосипед, да имате слушалки. Еве една слушалка можете да имате. Зошто мора две? И зошто тие 2 минути дека преминувате мора баш да има две слушалки? Тоа е за ваша безбедност. Не се работи дали вас некој ќе ве види, дали ќе ве казни или можеби никогаш нема да ве казни. Се работи за тоа вие самите да ги отклоните причините, а не да ги лекувате последиците. Затоа сметам дека граѓаните, можеби одделни граѓани ќе кажат и така и вака, но мене колку што ми се чини овие анкети што успеав да ги видам и по
вашиот медиум и другите медиуми, но и овака што сум разговарал приватно и покрај онаа фама како народ што сме на прва да одбиваме, гледам дека има позитивни реакции на граѓаните, бидејќи самите стануваат свесни дека ова со сообраќајот, доколку не се воспостави некаква сообраќајна култура, не се подигне јавната свест, води само во секојдневен МВР билтен каде што броиме повредени, сообраќајни инциденти и загинати. Затоа ми се чини дека секој оној што може да гледа реално, ќе ги поддржи овие законски измени. Не е важно дали ќе бидете казнети, важно е да не дојдете до ситуација вие да си го загрозите животот. Санкциите се последица, да ги отклониме причините. Сега кога ќе преминеме улицата, кога ќе заврши оваа изјава, да не гледаме во телефон, ќе погледаме за минута и пол. Никој од нас не е нешто толку многу итно да мора да гледа што се случува. На крајот на краиштата, ако толку имате потреба, не преминувајте улица, тргнете се на страна, завршете во разговорот, па потоа преминете улица. Тоа се однесува и на велосипедистите, кои сакале да признаат или не може да бидат концентрирани ако имаат слушалки и не ги слушаат звуците, и на тротинетите, и на оние на земјоделски машини, и на сите учесници во сообраќајот. Дејан, и уште едно прашање за крај на нашиот разговор. Вие постојано, како Републички совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, спроведувате различни кампањи. Што е она што го спроведувате во моментов актуелно и дали можеби ќе има и некоја дополнителна кампања во насока на едукација на граѓаните и сите учесници во сообраќајот во однос на новите измени на законот? Ние цело време правиме едукации, сме на терен заедно со МВР, ги едуцираме, им посочуваме, ги подсетуваме оние кои ги обучуваме со цел да им посочиме, бидејќи на момент се заборава колку сообраќајот е опасен доколку не го почитувате. Во моментов спроведуваме оваа кампања за која зборуваме денеска, но сме во континуитет за брзо возење, сме во континуитет за да не се вози под дејство на алкохол, сме во континуитет, сега ќе дојдат зимски услови, зимска кампања, да ги подсетиме граѓаните дека мора да носат зимска опрема. Значи, сето она што сообраќајот го прави во зависност од календарот на активностите и на случувањата. Се разбира, ова со мобилните телефони е дел од кампањата која подолго време ја спроведуваме. Без овие законски измени апелиравме и законски и имавме кампања за мобилни телефони, дека паѓа концентрацијата. И тоа се покажа изминатиот период. И бидејќи немаше никакви законски измени, тоа малку и еволуираше на полошо од аспект на тоа да гледаме како возат велосипеди и електрични тротинети, луѓе тотално неконцентрирани преминуваат и полно пати ризикуваат и својот и животот на останатите учесници во сообраќајот, па дури и пешаците, каде што он поминува, не гледа ни лево ни десно, има слушалки и него му е гајле, он има предност. Не, вие немате предност и вие подлегнувате под законски одредби, правила и прописи. Ќе погледате десно, ќе погледате лево. Не знаете дали можеби од некаков сообраќаен некаков дефект може возилото да не запре и да дојде до некаква евентуална последица. Затоа и овие законски измени мислам дека се да ги вратат нормалните навики на учесниците во сообраќајот, а тоа е да бидат концентрирани, да гледаат и да бидат видени и да го намалиме бројот на сообраќајни инциденти. Така, Дејан, ви благодарам што утро бевте дел од Македонија наутро и што ги објаснивме сите нови измени, практично со новиот закон за безбедност во сообраќајот на Сакам само да додадам дека граѓаните не треба да се фокусираат колкава е казната, дека туку да гледаат да не дојде до такво нешто, се не ради нешто друго, туку ради својата безбедност и својот живот. Ви благодарам. Разговаравме со Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, а наша тема беше стапување на новите измени на сила кои важат практично од денеска 26 септември од Законот за безбедност во сообраќајот.